ни гледачи 17:10, уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Ќе ви презентираме и денес со интересна тема. Еве, можете да забележите, повторно сме надвор од студиото. Во посета сме повторно на доктор Албина Манева Крстевска и незиниот велнес центар, кој што е за подобрување на психофизичкото здравје кај луѓето. Минатата емисија кога говоревме, зборевме нели што би требало ние да правиме за да го сочуваме нашето здравје, што значи да се биде здрав, значи што значи тоа болест и така натаму, меѓутоа останавме недокажани за многу работи. Одлучивме повторно да направиме уште еден разговор, се со цел да ги дообјасниме работите за сите оние кои што не следат и да дознаат нешто повеќе како да се грижат за своето здравје и како да останат здрави. А пак, ако имаат некој проблем нели со некое заболување, тука е доктор Албина да им даде совети и да им помогне. Доктор Албина, ти благодарам повторно што не удостои со тоа да присуствуваме во твојот велнес центар и да ги дообјасниме работите што не ги објаснивме во претходната емисија. Задоволство ми е што повторно сте кај мене секако и јас останав пократка со времето за да дообјаснам одредени работи како информација на луѓето, кој го прифати тоа, кој не го прифати, меѓутоа како една од друг агол да се погледне на здравјето, болеста и лекувањето. Значи, она што не е баш вообичаено во размислувањето. Постојат одредени норми, правила, теории, меѓутоа постои и друг начин на размислување. Јас тоа сакам да го кажам на луѓето кои ја гледат вашата емисија и да ги стимулирам да размислуваат, да го отворат своето малку да размислуваат на друг начин, затоа што луѓето се во тешка состојба според мое мислење и со ова пандемијата и воопшто како во чорсокак. Тие што имаат хронични особено проблеми, така да секогаш има решение и многу често решението се наоѓа во самите луѓе. Така да знаат многу работи кои веројатно некои ги знаат, некои можда и не ги знаат, така да ова е информативна емисија и со таа цел сакам неколку збора да кажам. Так, како што кажавте и вие, значи за здравјето, болеста и лекувањето од друг агол. Тоа ќе ни биде нашата денешна тема како објаснување до нашите гледачи за сето она што треба вие да го кажете. Први на почеток да ни кажете што представува здравјето како еден човек. Па, за да се разбере што е здравје, нели така, треба уште еднаш јас ќе потенцирам да се знае човековото битие од што е составено. Значи, тоа е составено, односно споено, значи хемиско и витално тело, односно од материјално и нематеријално битие кое заедно во хармонија функционира. И така треба тоа да се гледа на тоа, да се анализира и така треба да биде усмерено и лекувањето покасно. Без виталната сила, значи виталната сила е она која дава ги овозможува биохемиските процеси, кои ни дава да функционираме, кои ни овозможува да размислуваме и да чувствуваме и да се само излекуваме или само регулираме. Без тоа не е возможно. Јас и понатаму имам кажано и порано дека ние функционираме како еден комплициран телекомуникационен систем во нас и поврзани сме со околината. И сето тоа е поврзано со нашето здравје. Еден пример ќе кажам. Значи, како е тоа поврзано? Ако имаме силни емоции, значи силни емоции, што значи? Тоа емоции можеме да имаме на радост, на страв, нели така? Емоции на љубомора, емоции на омраза, било што, нашето тело реагира. Пример, страв. Кој имате страв, сите различно реагираме. Некој ќе се укучи, некој го губи гласот. Имаме деца кои престанале да зборуваат заради преживеан страв и голема траума. Пример. Некои бегаат, некои викаат, почнуваат да викаат, да гестикулираат. Значи, телото
е поврзано со емоциите, а исто така е поврзано и со начинот на размислување. Значи, каква е нашата форма на размислување? Тоа е се поврзано заедно и функционира и е строго поврзано со нашето здравје. Дали ќе бидеме здрави или не. Значи, кој ги регулира тие процеси, би сакала да објаснам. Значи, тие процеси ги регулира невроендокриниот систем. Значи, покрај овој систем телекомуникационен, кој овозможува брза комуникација. Така да, дали ќе имаме некои емоции и како ќе бидеме и како ќе размислуваме, тоа се одразува на нервниот систем и на ендокриниот систем. Што е друго потребно во организмот? Значи, потребно е да имаме и енергија. Значи, треба да имаме некој систем кој ни доставува енергија и кој што е приклучува и исклучува. Значи, таа енергија каде се наоѓа? Значи, таа енергија, некој се прашали од каде добиваме ние енергија? Некој каже, од биохемиските процеси се ослободува, меѓутоа таа мора да биде складирана некаде. Значи, таа е складирана во нашата вода. Значи, ние сме 70 до 80% вода, која е специјално структурирана. Не е вода како што замислувате во реките или вода што тече. Значи, таа е структурирана и таа во себе задржува енергија. Сега, кога ние сме во некоја состојба, да речеме на физичка агресија или не напаѓа некој хемиски агенс или се работи за некои електромагнетни бранови, значи некои фреквенции кои може да не оштетат, пример, или нашето размислување, состојбата нашиот ум и нашите емоции прават дисхармонија во организмот, се јавуваат одредени блокади и тогаш ни е потребна енергија. Која покренува таа енергија? Од нашата вода, која се наоѓа насекаде, таа е сврзана, значи поврзана и насекаде се наоѓа во организмот. Значи, тоа е автономниот нервен систем. Значи, тоа е или невровегетативниот нервен систем. Значи, тој ја покренува, меѓутоа ја покренува под команда на мозокот. Кората на мозокот, хипоталамусот, невровегетативниот систем. Тој го има насекаде. Значи, крвните садови, срцето, дишењето е многу важно. Исто дишењето е поврзано со функцијата на нашите ум и емоции. Знаете, кога ќе сте уплашени, брзо дишите. Нели така? Можете да го блокирате дишењето. Значи, луѓе кои се анксиозни викаат, немам воздух, не можам да дишам. Нели така? Тоа е се многу тесно поврзано. И што прави невровегетативниот систем? Тоа се состои од симпатико-тоничен систем и ваготоничен систем. Односно, популарно се вика симпатикус и парасимпатикус. Значи, симпатичниот нервен систем е кога ние сме будни, кога сме активни, тоа е во текот на денот. А парасимпатичниот тоа е кога сме во мирување, а може и преку денот кога сме во релакс. Значи, тоа е систем кој прави репарација. Тогаш тој е активен и кога сме болни. Значи, организмот има систем за саморегулација, самоизлекување и кога ние сме болни се уклучува парасимпатичкиот систем за да врши регенерација. И тоа се поклопува со нашиот биоритам, ден, ноќ. И тоа е слично на еден електромагнетен бран. Имаме горе па долу. И затоа е многу важно денот да го користиме за активности, а во ноќта да спиеме, заради тоа што, како што знаеме дека сите органи се регенерираат во текот на ноќта и во оној дел кога да, мора да имаме добар сон и мора да си легнуваме на време и да стануваме на време. Значи, тоа е многу битно за здравието. Значи, луѓе кои не се придржуваат на тоа, си го штетуваат здравието, кога-тога. Значи, отприлика е тоа како тоа функционира. Сега ние кога може да се разболи, може да настане проблем било каде. Меѓутоа треба да размислуваме дека било каде да е проблемот, значи реагира целиот организам. Не може вие да размислувате дека ако проблемот е локализиран на едно место, дека тоа не се одразува на целиот организам.
се учества, се е тесно поврзано. И многу е важно да не ги потиснувате одредени знаци, симптоми, а исто така е важно за здравието да не ги потиснуваме емоциите. Што треба да знаеме за здравието? Пред се, па после би зборувала за болестите. Зашто ова мислам дека е многу битно. Што треба да сме здрави? За да сме здрави, прво треба да сме физички здрави. А физички здрави, значи ова што кажавме, треба да го негуваме нашето тело. Значи да се легнуваме на време, да имаме добар сон. Понатаму, да имаме добра храна. Храната треба да е свежа и да е здрава. И да пиеме доста квалитетна, чиста вода. Тоа е основно. А понатака да избегнуваме. Значи храна која е преработена, храна која е со многу емулгатори, со многу пестициди, со вештачки бои, тоа мислам дека луѓето сите го знаат. И тоа треба да се избегнува. Колку тоа да го форсираат и го рекламираат. Значи, ако сакате да сте здрави, барем треба тоа од тој дел да се сочувате. А водата мора да биде чиста. Сега тоа што дишиме, да избегнуваме големи градови. По можност да живееме надвор од градот, да живееме во природа, да сме често во природа, да имаме физички активности. Тоа е од тој физички дел. Меѓутоа, не е там услов. Емоциите. Емоциите се многу битни. Емоциите може да водат во хармонија и во дисхармонија. Значи емоции. Може би и најбитни. Многу битни. Емоциите и формата на мислењето. Мисловниот процес каков е. За да бидеме здрави, значи, што треба? Да ја негуваме меморијата, да ја негуваме логиката, аналитиката и имагинацијата. Она што ми смета во воспитувањето на децата и дома, и во училиште, што тие тоа го кочат. Значи, децата сака да ги стават во калуп. Значи, уште како мали. Ова смееш, ова не смееш. Добро, мора да се него да има. Меѓутоа, ти тоа не го знаеш. Ти не можеш да мислиш. Ево, јас ке ти кажам што да правиш. Значи, сите имаме некои таленти. За сите се надарени за нешто. И во колку ти тоа го спутаваш, го ограничуваш, детето го оштетуваш. И потоа доваѓаат, ги носат децата на лекар, а фактички родителите се тие што треба да се лекуваат. Затоа што прават агресија на децата, затоа што престресови, имате вие родители кои се дрогираат, кои се алкохоличари, кои се караат, се тепат по цел ден. Замислите како ќе се развиваат тие деца во иднина и какви последици ќе имаат по здравјето. Утре, понатака во училиштата се учи се на памет. Значи, јас не се сеќавам, и јас кога сум била ученичка, дали некој поставил прашање, ајде деца вие да размислите, што мислите вие за овој проблем, ајде да видиме како вие тоа го гледате на тоа и како размислувате. Значи, тоа е еден дел од причината зошто ние сме болни, е тоа што ние сме ограничени и не ни се дава да се развиваме и не сме слободни во размислување и во делување. Све сме под некој притисок. Под некој притисок, да. Да речеме, емоциите знаат да прават голема дисхармонија. Дете кој има емоции и човек кој има емоции треба да ги искаже. Знаете во народот како се кажува, се изеде сами од себе. Значи, има многу поучни, значи, изреки од народот. Се изеде. Зошто? Значи, тој ги потисне во емоциите, не ги кажува и затоа е важно, за да бидеме здрави, да имаме поддршка, разбирање од фамилијата и да имаме поддршка од општеството и од пошироката средина. И исто така е многу важно да можеме да си ги изразиме и нашите способности. Значи, да се канализираме таму каде што ние сме способни. Ево ќе ви кажам пример. Детето е способно за одредена работа. Пример за музика. Так.
и сака да учи музика. Родителите со музика не можеш ти не можеш да живееш од музика, има да студираш економија. Или има да студираш право, или има да студираш нешто друго. Ние можеме тебе да ти свршиме работа, да се запослиш. Тоа дете нема да може да се пронајде себе си. Утре. Ќе биде постојано незадоволен, ќе има незадоволство. Значи, што е важно за здравјето? Важно е да имаме љубов, да знаеме да дадеме љубов и да знаеме да примиме љубов. Тоа е многу битно. И понатака е важно да имаме цел и смисол. Многу често ќе слушните луѓе кои се разболуваат, или се депресивни, или имат канцер, ќе речат, јас ме е смачено, немам повеќе смисол во животот. Или се разочарани од разни причини, или имале преголеми очекувања, или не биле во состојба да се искажат и да се докажат. Затоа што ние во животот треба постојано да се развиваме. Постојано да работиме на себе, да се само анализираме и да се коригираме. И сите тие стари трауми треба да знаеме како да ги да го намалиме нивното дејство. Значи има такви техники, да речем од тие состојби кои биле силно трауматични, како да ги смениме во позитивни, имагинарно. И тогаш тие нема толку силно да делуваат на нас. Значи, тоа е важно. Исто така важно е и морално да сме здрави. Што значи морално? Она што сега мањка во светот. Да знаеме што е правилно и што е неправилно. Значи, правилно е немој да лажиш, немој да крадиш, немој да правиш прелюба. Нели така? А ние тоа го правиме и се правиме дека тоа све во ред. И дека тоа... Меѓутоа, тоа не се враќа, затоа што подсвесно знаеме дека тоа не е така. Иако живиме во еден атеистички свет, практично, и науката е атеистичка, меѓутоа, јас би сакала да им поставиме едно прашање на вашите гледачи. Дали некогаш биле во состојба на силен стрес, кога е имало опасност по нивниот живот, кој е првиот збор што тие го кажуваат? Господе. Првиот збор. И тие што се атеистични и што никогаш не верувале, ќе го кажат. Значи, ние имаме нешто во нас, исконско, што ние сме поврзани со целиот универзум. Значи, во универзумот има закони. Дали ние ги знаеме или не ги знаеме? Дали ние ги признаваме или не ги признаваме? Независно тие си постојат, си владеат. Значи, во светот постои енергија, материја и закон. Енергијата именува материјата според универзалните закони. И тоа е правилно. Сега, луѓето сака да изиграват Бог, ама нема да можат. Значи, има одредено, не може да бидат богови. Значи, не можат тие да раководат со универзумот. Значи, мора да се подлежат под законите на универзумот. И друго, ние мораме да водиме сметка и за нашите блиски, и за околината. Што значи тоа? Значи, и за она добро што ни е оставено, и за животинскиот и за растителниот свет, да не ги уништуваме. Затоа што со тоа се уништуваме и самите себе. Да. Ова е, како да кажам, повеќе причини посочивте за тоа како може да настане проблем со некој вид на заболување. Кога говоривме монатиот пат, многу малку обрнавме внимание на тоа што представува загадувањето на организмот. Ова што досега го кажавме некако повеќе од психофизички аспект. Што треба ние, како треба да се однесуваме во секојдневието. Меѓутоа, ајде што значи тоа да објасниме загадување на организмот. Како можеме ние да го загадиме организмот и всушност како си го загадуваме во секојдневието? Па, од се ова што го кажав. Значи, дали е тоа на физичко ниво, дали е од надвор или од внатре, се загадува со тоа што прво не функционира добро дигестивниот тракт. И се продуцира токсини. Значи, не се разлага храната, се ферментира, тоа минатиот пат го објаснав. Понатаму, многу отрови се внесуваат од дигестивниот тракт.
вие му давате отрови со тоа што луѓето пијат по 10-15 тапчина на ден, тие се сите токсични и треба да одат во црниот дроб, а црниот дроб треба многу да работи за да тие ги неутрализира, тоа што делува, потоа го исфрла и така натаму. Загадување од надвор и така натаму. Значи тоа е лоша храна, тоа е една работа. Тоа после црниот дроб па бубрезите, значи тие треба да го исфрлат, да ги исфрлат отровите. И ако тие не функционира добро, нели така, настанува загадување. И загадување настанува ако немаме добро кислород. И загаденоста значи зголемена киселост, намалување на енергија и токсини. Значи, токсини се стварат, нешто се исфрла, значи преку бубрезите, столицата, преку дишните патишта, преку кожата, со потењето, меѓутоа не може све да се исфрли и затоа останува да се складира некаде. И сега, штом се складира некаде, што станува? Значи се закиселува, нема кислород, условите се менуваат и организмот реагира на тоа. Значи се покрајнува систем за излачување. Значи треба тоа све да се исфрли. И се обидува да се исфрли. Меѓутоа, вие знаете кога имате труење со храна, што станува? Повраќате имате пролив. Нели така? Значи тоа е систем како. Иначе ако имате да речеме труење со разни труења има, со апчина, испиле повеќе, што прават докторите? Го мијат? Да. Значи истото го прави и организмот. Значи вие ако одите во тој правец како тоа оди, значи ќе имате брзо успех. Така. Значи тоа е една работа. Понатаму се менува средината, нели така? Значи штом се мени средината, организмот треба нешто да направи, треба да исчисти. Кој е чистачот? Вие знаете чистачот кој е? И во природата. Лисијата паѓаат секоја година. Ако нема микроорганизми кои ги разлагаат и ги распаѓаат, што ќе стане? Тие ќе си останат, ќе се таложат. Значи, тоа се микроорганизмите кои ни се потребни на некој начин. Ги распаѓаат материите кои веќе немат живот, кои немат витална енергија. Значи, тие се треба да бидат елиминирани, ги распаѓа до најситни частички и така, потоа почнува се претвара тоа во гној, нели така е келисијата, па почнува све од почеток. Дали тоа значи дека ние всушност сите тие микроорганизми и бактерии ги имаме во себе? Само што проблемот е кога ќе им дадеме поле да тие направат проблем и да се размножат во поголема количина, тогаш се појавуваат оние бактериски вирусни инфекции така натаму? Да, тоа е, јас ако имам време би објаснала. Значи има во науката има хипотези. Значи луѓето поставуваат хипотеза, врз основа на хипотезата се става постулат, врз основа постулатот теорија. Так. Сега ќе се прифати една теорија и се вика ова теорија е апсолутно вистина. После 100 години ќе се рече ова не важи повеќе, имаме друга теорија. Значи не е тоа вистина. И сега ние имаме две теории што се однесува до микроорганизмите. Теоријата на Луи Пастер, кој вика Луи Пастер не бил доктор, бил хемичар. Тој се бавел со ферментација. И организмот е стерилен, нема микроорганизми и тие влегуваат од надвор и ние треба нив да ги убијаме за да се излечиме. Од другата страна, тоа е теорија на мономорфизам, е теоријата на полиморфизам на Антуан Бешам. Тој е познат на времето доктор, кој сега никој не го спомнува, меѓутоа мислам дека ќе стане за брзо време актуелен. Значи, тој вика, ние микроорганизмите се во нас. Сега не зборувам за микроорганизми од надвор кои предизвикуваат тешки заболувања, нели така? Значи холера, чума и така натаму. Тоа е веќе друга приказка, значи тие влегуваат преку вода, преку други начини, нели, преку кожа и така. Меѓутоа, зборувам за вообичаени рам. Значи, тој вика, микроорганизмите се во нас и тие стануваат патогени кога се менува средината. Значи, да се надоврзам на ова. Значи, станува кисела и нема кислород, има многу токсини.
И тоа е средина, каде што тие, и тоа Бежан вака вели, бактериите, габичките и вирусите, значи, се развиваат во зависност од средината, преминуваат од една форма во друга. Тоа значи, од бактерија не станува габичка, од габичка вирус и обратно. Значи, ако ви е кисела средината, малку бактерии. Ако е повеќе, габички. Ако е многу кисела, вирусите. Ако вие смените средината, почнува обратниот процес и на само излекување. Значи, тоа е првата одбрана на организмот е екскреција, да се исфрли све. Во колку тоа не се успее, тогаш почнува воспаление. Се дига температурата. Меѓутоа, во екскрецијата пропуштив да ви кажам, што е многу важно да знаат луѓето, дека се лачат, да речеме, разни секрети. Значи, кашлење, постојан секрет од нос, од уста, астма, разни кожни заболувања. Значи, тие се едни од системите за чистење, слуз во столицата и така натаму. Значи, тие се еден систем за чистење. Тоа означува, значи, не треба на тие луѓе да им давате хемикали, него треба да ги изчистите, да му направите детоксикација. И така тоа ќе се среди. Понатаму добиваме температура, па воспалителни процеси, локални, па позначени и така натаму во зависност во каква состојба организмот. И на крајот, значи, ако сите тие се реверзибилни процеси, на крајот, ако до толку настане голема интоксикација и закиселеност, настанува органски промени, дури оштетување ДНК и на крајот се завршува со страшно дегенеративни процеси, меѓу нив и канцерот. Значи, тоа така се движи. Сега, има и еден научник, Ендерлайн, кој во 1935 година кажал дека најмалата форма на живот е протит. Тој така тврди. Дури го имаат пронајдено во египетските мумии. И оживува. Дали тој не може да се уништи дури над 1300 степени. И тој вака вели, од протитот настануваат сите микроорганизми. Значи, во зависност од средината каква е. Средината е таа што диктира. Значи, што треба, кој организам треба да се развие. И на крајот, значи, најдегенеративната форма е мукорацемозис, значи, тоа е габа. И таа кога ќе се распадне, останува протит и повторно се врти кругот. Значи, тоа е таа теорија сега, дали точно сега мене тоа ме потсеќа на матичните клетки. Нели така, тоа е прифатено општо од науката денес и од медицината, дека од една клетка која е недиференцирана може да се настанат сите клетки. И нервна клетка, и клетка на панкреас, и клетка на црндроб, и клетка на бубрек и на се, нели така? Значи, може да има логика. Треба да размислиме, да видиме. Луѓето докажале многу работи кои се вели нема логика, после тоа се гледа дека има. Затоа што во денеска во фазата на користење на многу антибиотици кои се страшно токсични. Значи, јас кога бев дете пеницилин се даваше и тоа во мали дози. Сега се дават екстремно токсични антибиотици кои не делуваат. А зашто не делуваат? Сега тие не делуваат. Викат не делуваат затоа што тие стануваат отпорни на антибиотиците, се менува. Добро, и тоа стои, меѓутоа можеме да размислуваме и поне од друг агол, нели така, дека тие фактички преминуваат во поагресивна форма. Може да преминат и во вируси. Така. Значи, како што е во моментов пандемија. Да, значи интоксикацијата и тоа се многу тесно поврзани. Доктор Албена, се извинувам што ќе ја прекинам. Обично некои луѓе почесто заболуваат од бактериски инфекции, од вирусни, од воспалителни процеси. Што е причината? Дали се тоа што го напоменавме, тие луѓе можеби имаат проблем со емоциите, можеби живеат во некои стравови, можеби се, како да кажам, не се хранат доволно здраво. Што е најголемата причина кај луѓето кои што многу често во текот на годината заболуваат од инфекции, па треба и да користат дури антибиотици за да нели се излекуваат? Така речено. Па јас мислам се тоа што го кажувавме, што го кажав, да не го повторувам. Јас би сакала
да им објасна на луѓето уште еднаш, вака со прости зборови, што е ова јас што го кажувам за бактериите и за микроорганизмите. Значи, ние сме земја каде што фрламе многу ѓубре. На улица, по патишта се фрла, градежен отпад на сите страни. И сега има служба која го чисти ѓубрето, нели така? Тие се чистачи на ѓубре. Во нашиот организам чистачи на ѓубре се микроорганизмите. Така? Сега, што треба ние да направиме? Дали треба да ги санкционираме луѓето да не фрлат ѓубре, тогаш нема да има чистачи. Така. Нема да има потреба да чистат. Или треба да ги отстраниме чистачите, а то гледаме кога ќе има штрајк на чистачи и во големите светски градови што се случува. Значи се не гомилува ѓубре. Значи тоа е како тоа функционира. Значи ние треба да ја смениме средината. Значи кога ќе имаме проблем, основно, било каков проблем, основно е да се направи детоксикација. И физичка, и психичка детоксикација на тој начин, затоа што ние ги отстрануваме со антибиотиците, ги убиваме микроорганизмите кои се дојдени да ни помогнат, кои се створени да ни помогнат. Значи, викаме, и па и со температурата. Температура до 38 степени не треба да се спушта. Значи, таа е температура која се дига за да ги стимулира одредени процеси. Добро, над 38 веќе е нешто друго. Она што е важно во лекувањето на луѓето, значи да се сватат процесите како организмот функционира и да се оди во тој правец да му се помогне на организмот во репарацијата, во отстранувањето на отровите, во регулацијата на pH средината. Вие не можете, ако тој има силно заболување и е закиселен, уште повеќе да го закиселувате со силни хемикали. Или со тоа што ќе го травматизирате, ќе му кажете, ето со здраве да си ја носиш болеста, за ова нема лек. Мислам, можете да замислите како тие луѓе се чувствуваат после тоа. Значи, сепак треба да се најде добар збор, да им се објасни дека може нешто да се направи повеќе, нели така? Така. Сега не напоменав на почетокот, меѓутоа сите оние кои што не следат да кажеме дека ти по професија си ортопед хирург. Меѓутоа сега веќе тоа долго време не го работиш, им помагаш на дечињата во однос на сите добро знаат во однос на оние проблеми со работниот столб, сколиози и така натаму. Дипломиран хомеопат и со биофизичката медицина, уште еднаш да потенцирате, да не кажам нешто погрешно, каде го имате изучено се тоа со што вие се занимавате и им помагате секојдневно на луѓето во Велнес центарот. Па добро, не е важно каде сум го заучила, секој сум научила надвор од земјата. Да знаат, надвор го заради имам тоа што учено. има, нели, луѓето сакаат да знаат. А многу имам работено на самата себе. Така, тоа сакам и да го кажам и да го потенцираме секогаш, бидејќи да знаат дека сепак вие сте доста информирани, доста начитени, имате доста знаење за се тоа што го говориме. И токму сте компетентни да го кажете се тоа. Добро, сега мислам да не го повторувам. Јас сум поприлично едуцирана. Значи и за официјална медицина, што е и за околу хомеопатија, биорезонантна терапија. И токму со се това знаење, тоа ми е целта, го правите за да секојдневно помагате на луѓето кои што ги имаат овие проблеми за кои што говориме, кои што се создаваат со сите овие, како да кажам, услови во кои што се наоѓаме. Секако и јас би сакала, секогаш кажувам, што повеќе мои колеги да размислуваат на подруг начин, за да може да им олеснат на луѓето. Некојаш мене за луѓето навистина ми е жал, затоа што се во тешка состојба, не знаат што да прават. Значи, не знаат во кој правец, како да си помогнат самите себе, а може да си помогнат во колку. Значи, важна е едукацијата, важно е да се интересираат, значи, да читаат и посебно ми е важно за децата, затоа што
на младите останува светот. Да. Сакав да кажам пред се тоа што нели сте едуцирани доста за се тоа што го работите, меѓутоа сте и голем човек и доста хумана личност. Сакате на луѓето да им помогнете и знам дека многу давате од себе, дури и повеќе од своето време што е потребно за вас, вие да се одморите и им го посветувате на вашите пациенти, и тоа е навистина секако за поздрав кога би имале вакви повеќе личности, нели, кои што ќе се грижат за здравјето на луѓето, можеби не би имало толку болни луѓе. Не, има како да не. Има секако лекари кои се посветени на својата професија, како на секоја професија што треба да се посветиш и треба да си ја сакаш професијата. Тоа е и услов да си здрав и да си користен. Тоа е услов за здравје. Значи да се осетиш користен, да можеш да им помогаш и на другите и така имаш и задоволство и за самиот себе. Покрај ова што го говориме, сакам да потенцирам уште, бидејќи нели сите кои што ќе не слушаат нели во нашите гледачи, граѓаните, секако дека можеби и имаат по некој здравствен проблем. Како оди се тоа кога веќе кај вас ќе се јават, знам дека секојдневно ве бараат за сите оние проблеми со кои што се соочуваат, доаѓаат кај вас, што првин им препорачувате и што првин преземате? Знаеме дека приноди оној разговор нели кој што го водите со нив, една анамнеза. Јас зборувам со нив и се обидувам да ја најдам етиологијата која е причината и јас отворено зборувам со нив. Така да им предлагам одредени работи, некои ги прифаќаат, некои не. Затоа што ова што јас го барам од нив бара доста работа на самиот себе. Така да јас им вика, ако сакате да се промените, нешто да направите за себе, во ред. Ако не, барајте друг начин. Значи, многу луѓе сакаат на готово, не сакаат ништо да променат, ни во нивните навики, ни во нивното размислување и тие се задоволни да им се даде некој апче да пијат. Значи, знаете како ви е начинот на размислување, како ви функционира умот, таков ќе биде и животот и такво ќе ви биде и лекувањето. Значи, како, на кој ниво сте, значи, и што сакате. Значи, има луѓе кои не сакат ништо да променат, има луѓе кои сакаат и тие успеваат во излекувањето. Значи, јас ви кажав и минатиот пат, било каков начин да е. Значи, лекувањето може да биде преку електромагнетни баранови, значи, преку резонанца, биорезонанца. Значи, тоа се електромагнетни баранови кои дават одредена информација и кои фактички на лесен начин му помагаат на организмот да ја коригира одредената состојба. Затоа што виталната сила не може се да направи, да го раздвижува, меѓутоа е потребно помош. Значи, а помошта е во информација. Она што го заборавила. Значи, да се покрене системот за саморегулација, самоизлекување. Значи, тоа е важно, а ние помагаме со тоа што ќе му кажеме не треба тоа да јадеш, треба ова, треба вака да се прочистиш, да го ослободиме организмот од разни токсини, да го ослободиме од трауми, систем како тие трауми да не му делуваат толку силно во детинство. Најголемите трауми се во детинство. Од тука почнуваат многу работи. И на тој начин малку по малку. Значи јас ви кажав, комбинирам и тоа, користам многу хомеопатија, затоа што хомеопатијата е лесна за пациентот, финансиски не го оптоварувам, ефтина е и може дома сам да ја. Значи во денешно време луѓето се сепак финансиски исцрпени и не треба многу да ги оптоварувате финансиски со големи суми на пари. Јас така мислам. И малку се луѓето што може да си дозволат поскапи третмани, нели така? Така да јас одам на она што е најрационално, она што можат сами да го направат, ги упатувам, значи во главно е тоа, се упати околу тоа. Понатака многу верувам во билките. Значи да користат билки, ние сме богати со билки Македонија. Ја можат значи многу да си помогнат со одредени, зашто тие билките не само што имат одредени хемиски супстанции кои делуваат, него тие имат и одредена енергија, носат со себе одредени информации кои се прифатливи за организмот и кои многу помагаат.
Значи, тука некаде сме на крајот. Би сакала вака како за крај една порака до нашите гледачи. Некако да ги сумираме работите и од онаа претходна емисија и од ова, што е тоа најважно што треба да го правиме уште еднаш како за крај еден заклучок, што треба да го правиме секојдневно за да го сочуваме нашето здравје и што помалку да му дозволиме да се развие некоја болест. Па, што треба? Прво треба да мислиме на себе. Да мислиме, прво треба да мислиме на нашето физичко. Значи, секогаш можеби себе се составаме на прво место. Прво, што правилно да се храниме. Так. Друго, да не внесуваме токсични материи, токсична храна. Понатака, да имаме добар ритам на живот. Да имаме позитивни емоции. Умот да ни работи со мисловниот процес да биде позитивен. Значи, умот треба да ви биде бистар, спокоен и мирен. Значи, да не биде, да биде позитивен. Так. Значи, да биде позитивно да размислуваме. Значи, тоа е еден услов. И емоциите да ги, ако имаме негативни емоции, значи, да се обидеме да ги отклониме. Затоа што, ако сакаме на некого да може наштетиме, луѓето не знаат дека си штетат на самите себе. Значи, тоа е, знаете, онај бумеранг. Значи, ти сакаш фрлаш по некого, а тоа ти се враќа тебе. И тоа гадно се враќа. Значи, ако тоа го сватат луѓето, а почнат да се менуваат, тие и односот на другите луѓе кон нив ќе се менат. Значи, поинаку ќе ги гледаат. Значи, има луѓе кои не знаат да сакаат, не знаат да дадат нешто добро, стално се нерасположени. Дури има луѓе кои постојано се жалат. Постојано се не знае, ова ме боли, она ме боли, сега ме боли главата, не сум расположен. Значи, и тоа постојано го зборуваат. Тоа значи дека се фалат со нивниот неуспех. Тие не се задоволни од себе, и тоа го рефлектираат на другите, и тоа се одразува и другите према нив не се однесуваат соодветно. Значи, тие кои ќе почнат да се променат и другите ќе се сменат према нив. Да речеме, ако имате болка, како се однесуваме? Ако имате болка, ќе речете, ме боли, ама ќе ми помине и го игнорирате тоа. Значи, не ви помине, ќе земите апче аналгетик да ми помине. Така. Меѓутоа, во колку третиот начин е да видите, а зошто мене ме боли? Значи, почнувате да се анализирате, а зошто мене ме боли? И тогаш, малку по малку ќе дојдете до причината, ако ја отстраните, нема да ве боли. Разбирате? Меѓутоа, има многу луѓе кои бегат во болест, затоа што на тој начин бегат од стварноста и бегат од одговорноста и према себе си, и на тој начин викат, јас тоа ќе го направев, меѓутоа се разболев и не можам да го направам. Јас тоа ќе бивев многу успешен, меѓутоа се разболев и затоа не сум успешен. Значи, оправдување. И вие ако сакате него да го лечите, и ако тој се осознае зашто тој е во подсвеста, тие не се ни свесни некогаш, и ако се осознае дека вие сакате, значи, тоа да го смените, тој ќе ви направи блокада, нема да сака да се лекува. Затоа што ова повеќе му одговара. Да речеме, немале добар однос фамилијата кон него, го запоставувале. Сега со болеста сите трчат околу него, не му одговара. И не сега да оздрави, мене вака ми е добро, сите трчат околу мене, се грижат, и супер. Значи, има и таков начин на размислување, затоа јас и тоа го зборувам, затоа што малку и тоа го анализираме, освен психолозите, психоаналитичарите, ова го знаат многу добро. Во секој случај треба да се грижиме за себе си, да мислиме позитивно, да правиме нешто што ќе ни исполнува во животот, да работиме работата што ја сакаме, да бидеме добри кон луѓето, да пружаме љубов. Точно тоа. Значи тоа е формулата за среќа и за здравје. Доктор Албина, се надевам дека сите оние кои што не следат ќе ги послушаат овие ваши совети за сето она што значи добро психофизичко здравје и дека ќе ги применуваат во секојдневието, а секако ако имаат некој здравствен проблем, да се запрашаат која е причината, можеби па таму да го бараат решението. Ви благодарам за денес. Благодарам и на вас.
Почитувани гледачи, тука некаде ќе ви се заблагодарам за вашето внимание. Се разбира, ве оставам во убаво расположение, имете убав остаток од денот, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.